Здраво и добро уште едно видео, каде што видео ќе продолжиме да збориме на кратко за историјата на имунологијата и ќе видиме некои општи концепти кои се поврзани со имунитет. Во ред. Во претходното видео видовме дека Луис Пастер докажал дека вакцините стварно функционираат и дека даваат имунитет на индивидуи против одредени патогени организми. Но, кој бил у наводници носител на имунитетот, се уште не било јасно. На кој принцип всушност функционира имунитетот, немале никакво разбирање за тоа. Некои научници сметале дека имунитетот е посредуван од страна на клетки кои се наоѓаат или во крвните садови или во околното ткиво. Така, значи клетки кои се или во крвни садови или во околно ткиво, че дел од научниците сметале тоа, дека клетки го посредуваат имунитетот на организмот, додека друг дел од научниците сметале дека постојат некакви си растворени материи кои се наоѓаат во различни телесни течности во организмот. Така, значи некои сметале дека имаме растворени материи кои всушност го посредуваат имунитетот на дадена индивид. Првиот увид дека имунитетот може би е посредуван од растворени материи ни го даваат научниците Емил фон Беринг и Шибасабуро Китасато во 1890 година. Што направиле они? Да речеме дека имаме одредено животно, кој ќе обележам, не знам, со портокалова боја, и тоа животно, сега да речеме дека го имунизираме. Во ред? Значи ќе му ставиме вакцина, и тоа сега ќе биде имунизирано, нели, за дадениот патоген. Од тоа животно ќе изолираме крв. И сега крвта ќе ја ставиме, нели, во одреден сад. Имаме сега овдека крв. А крвта знаеме дека е составена од течна фракција, така вода и други материи и клетки. Во ред? Значи во крвта имаме клетки, имаме различни протеини. Дел од тие протеини се коагулациони протеини, така што крвта, нели, со тек на време ќе коагулира, ќе се направи коагулум. Во ред, ко мрежа од различни протеини. Не е сега тоа толку битно, но они, таа крв, од нејзе, што направиле? Ги отстраниле клетките. Во ред, значи ги отстраниле клетките и го отстраниле коагулумот. И тоа што останува, сушност, е течната фракција со некои си протеини кои се наоѓаат во нејзе, кои не се коагулациони. И тоа ние го нарекуваме серум. Има налик жолта боја. Сега, значи, имаат серум од имунизирано живот. И овој серум, они сега го аплицирале, значи го внеле во некое си животно кое не било имунизирано. Така да речеме дека го ставаат во некое си животно, кое ќе оближиме, не знам, со сина боја, кое не било имунизирано како првото, така, нели, првото видовме дека имунизирано од страна на вакцина, а во вакцината, нели, имаше атенуирани патогени. Сега овдека второто животно го имунизираат со серумот од првото. Во ред? И што се случило? Второто животно станало имун. Во ред? Односно имунитетот од првото успешно се пренел на второто, преку овој серум. Тоа значи дека во серумот имало некакви си субстанции кои ги бележам вака со виолетова боја, кои се растворени, а не се клетки, така, значи некакви си растворени субстанции, не клетки, кои го носат имунитетот, бидејќи успешно всушност се пренел на второто животно. Но имунитетот кај второто животно не трајал исто долго како имунитетот кај првото. Да речеме, сега измислувам бројки, довие не се точни бројки, но да речеме дека кај првото имунитетот трае 10 години, додека кај второво имунитетот, например, трае неколку месеци. Значи има разлика, но е постигната некаква си имунизација. И он ни дава прв увид дека стварно постои нешто што е растворено, кое дава некаков си имунитет. Нормално постојат и некакви си докази и за втората хипотеза, дека можеби клетки го посредуваат имунитетот, и првите докази всушност се појавиле од страна на Елија Мечников во 1883 година, каде што наблюдувал некои си клетки кои проголтувале, односно фагоцитирале, јаделе налик одредени патогени организми. И поради тоа он ги нарекол фагоцити.
Во ред. И сега ќе видиме како може би изгледало тоа што он го увидел. Сега, што имаме овдека на видеово? Овдека големото што го гледате, што го заокружувам со маусот, е всушност макрофаг, едно од тие фагоцитирачки клетки, додека ова малото црно овдека е некаков си патоген организам, најверојатно бактерија. Сега, ако го пуштиме видеото, ќе видиме дека оваа фагоцитирачка клетка налик ја брка бактеријата. Сега нормално ова дека е убрзана снимка, ова не се случува real time, но сепак тој е принципот. Значи гледаме клетка која брка бактерија. И ја брка, можете да си гледате видеото, ја некам да го пуштам цело, но поентата е, после некое си време, ќе успее да ја стигне, така и да ја проголта бактеријата. Ево така гледаме, ќе ја проголта и после некое време ќе се деградира. Сега гледаме уште дека како мало парче, но како што мотаме, ќе почне да се разложува и да се разложува. Ова е всушност неутрофил, значи не е макрофаг, него е неутрофил кој брка бактерија, најверојатно некој си стафилококус. Но не можеле да ги пренесат тие фагоцити, така, не можеле да ги пренесат тие фагоцити да направат имунитет кај некоја си друга индивидуа. Значи тоа не работело така, но со серумот можело. Така што се уште не било јасно од каде всушност потекнува имунитетот, дали од овие растворени материи, дали од клетките. И таа дебата ќе потрае уште доста години. Сега се правиле некои истражувања во однос на растворените супстанции, значи не тука клетки, него повеќе на растворените супстанции, и се пробувало да се увиди кои се тие супстанции. Така значи се правиле различни анализи на тој серум и се увидело дека они всушност се една протеинска фракција наречена имуноглобулини, имуноглобулинска фракција, и поради тоа овие растворени субстанции ги нарекле имуноглобулини. Во ред, сега они тоа што сметале дека има многу различни видови на имуноглобулини, мислам добро, постојат различни, но ги карактеризирале врз разлика каква функција извршувале. Некои биле антитоксини. Во ред, бидејќи неутрализирале токсини. Некои биле преципитини. Значи преципитини, бидејќи преципитирале одредени соединенија. Некои биле аглутинини, бидејќи аглутинирале бактерии заедно, така слепувале различни бактерии едни до други и мислеле дека тоа се сосема различни растворени субстанции, но после со тек на време се увидело дека тоа се всушност исти субстанции, исти имуноглобулини, кои биле наречени антитела. Ред? Значи антитела. Сега како запамтите дека они се антитела? Едноставно они се антистрани тела. Да речеме дека со некоја си темносина боја, што го бележам, е некоја си страно тело, така, значи страно тело кое го внесувам нели во организмот, во овој случај во серумот. Во тој случај овие виолетови, нели растворени субстанции, ќе бидат анти тоа страно тело. И затоа ќе бидат антитела. Во ред? Значи анти страни тела или пак антитела. Но тоа е некој си лечен начин да го запамтите. И овие антитела значи биле дел од тоа што понатаму ќе се нарекува хуморален имунитет. Така, значи они се дел од хуморален имунитет. Доека клетките ќе си бидат дел од клеточно посредуван имунитет. И овие сознанија направени од Вон Беринг и Никита Сато одма биле воведени во пракса, каде што се зимало некое си големо животно, најчесто тоа било коњ, така бидејќи лесно можеш да најдеш на коњ, ги имало во тоа време многу, и во коњот се вбрезгувало дали бактерии кои предизвикуваат тетанус, дифтерија, или пак се внесувале отрови. Така, значи отров, тој отров може да е од змија, така, например, од скорпија и така натаму. Едноставно се внесувале различни субстанции, каде што коњот со тек на време, бидејќи е големо животно, има голема маса, најверојатно такви мали концентрации нема ништо да му направат, ама коњот во неговата крв, така, во неговата крв, односно во неговиот серум, понатаму, ќе скокнаме сега еден чекор, ќе ги создаде овие антитела.
И ние после можеме овие антитела да ги земеме и да ги аплицираме кај некоја си индивидуа која можеби била касната од змија или пак скорпија, во ред, и таа индивидуа нели ќе биде излечена. И тоа било многу голем помош, така, на овој начин можело да се направат серуми кои ќе бидат за голем број состојби и денеска се користат. Така, например, серум антитетаникум. Например, ако се нели на некоја си шајка, аргиосана или слично, ако имате длабоко и се котина, се дава серум антитетаникум. И тоа се веќе всушност готови антитела кои се против тетанус. Вред, сега денеска начинот на продукција не е ваков, но начинот на функционирање е исти. И ова е всушност пасивен имунитет. Бидејќи кој ќе ти ги внесат овие антитела во тебе, тоа да, ќе ти помогне, нели, ќе го реши проблемот, но тоа не е трајно. Ти не си сега имун на тетанус за цел живот. Вред, значи ова е пасивен имунитет. Бидејќи ти не продуцираш антитела. Колку што ти дале во моментот, тие ќе се искористат. Ти нема да направиш нови за против тетанус. Значи само тие што ти биле дадени во моментот, колку да се реши проблемот и после ќе ги немаш. Например, исто пасивен имунитет е мајката на новороденото дете преку млекото му дава вакви антитела. Така, значи мајка на дете преку доење му дава антитела и тоа исто така е пасивен имунитет, се додека детето нели не си развие собствен имунитет. Додека вакцинирањето дава активен имунитет. Значи да повторам. Пасивен имунитет е кога се внесуваат вакви антитела, при што тие ќе се искористат, но твојот организам не прави нови антитела, додека активен имунитет е ако имаш внесена вакцина и во тој случај твоето тело постојано ќе ги продуцира овие антитела. Значи со вакцинирање се постигнува активен имунитет. Додека со внесување само на антитела е пасивен имунитет. Во ред. Сега, се правеле се уште истражувања, но се уште не можеле да ги спојат овие две хипотези на растворени материи и клетки, се додека не се развиле подобри техники, веќе значи во 1940-тите, така значи веќе околу 1940 година, кога имале многу подобри техники на генетски анализи, микроскопирање и слично, се согласиле дека всушности растворените материи и клетките двете заедно контрибутираат, односно придонесуваат за имунитетот, дека тие не се одделни, него се всушност се во едно. И едни од првите клетки кои всушност на некој си начин правеле двете работи биле лимфоцити и откриле два вида на различни лимфоцити, значи откриле клетки кои ги нарекле Т клетки и откриле клетки кои ги нарекле Б клетки. Во ред. И дека Т клетките главно тогаш мислеле дека они се тие кои се главно одговорни за клеточно посредуван имунитет, дека Б клетките биле тие кои продуцирале антитела. Иначе антителата често ќе ги бележиме антибодис или пак имуноглобулини. Во ред. Значи овие биле одговорни за создавање на антитела. Добро, значи стигнале до таму, но сепак се уште имало едно многу тешко прашање. Како овие клетки или како воопшто и антителата препознаваат различни страни тела? Нели рековме дека ако имаме одредено страно тело, овдека гледајте, ако имаме одредено страно тело, кое ќе го ставиме нели во серум, односно во некаков си организам, ќе има одредени растворени субстанции, така, кои нели ги нарекуваме антитела, кои што ќе го препознаат и нели ќе го врзат, ќе го неутрализираат, ќе го преципитираат и така натаму. Како може тоа воопшто да биде? И правеле нормално различни експерименти да тестираат до кој степен иде ова препознавање и заклучиле дека антителата се толку разновидни што они имале способност да препознаат скоро се. Така, значи препознаваат скоро се, или ја ќе запишеме се. Сега, како може ова да биде? Нели, правиле дури експерименти каде што внесувале
страни тела, ава ќе ги запишеме на страна. Значи внесувале страни тела во вака серум. И тие страни тела биле страни тела кои воопшто не постојат во природа. Така, например, некое си страно тело кое е синтетски создадено. Така, значи синтетски создадено, не постои во природа, го внеле, нели, во неколку си примерја серум или пак го внеле во некаков си организам и се појавиле одредени антитела кои го врзале тоа синтетско соединение. Нормално ова требало да биде органско. Односно да содржи јаглеронни атоми. Така, значи С атоми. Не да биде, не знам, некоја си железо или како и да е. Сега, ова било стварно неверојатно. Значи, дури и соединенија кои не се среќаваат во природа, можат да бидат неутрализирани, преципитирани, аглутинирани од страна на овие антитела. И не само како антителата препознаваат, него како воопшто и те клетките препознавале дека има натрпник. Така како знаат кој е натрпник, како знаат кој не е и така натаму. И ова било многу конфузно, но имале две теории, каде што едната теорија била дека, да речеме дека имаме многу те клетки и дека те клетките имале различни рецептори на нивната површина. Така, ова има зелени рецептори, ова има зелени виолетов, така, може да има тука некој си црвен рецептор и така натаму. И дека сушност има толку многу рецептори што можат, нели, се да препознаат. Друга теорија било дека те клетките, или пак, добро, тоа време знаеле за те клетки, ако постојат многу други видови клетки, работат на многу други принципи, но ова е тоа они тоа што го знаеле, имаат некаков си рецептор кој е навидум неутрален рецептор, да речеме вака е некако, и кога ќе дојде одреден антиген, така одредено страно тело, рецепторот ја завзема конформацијата како него. Значи, не е преодреден рецепторот, него кога ќе дојде во контакт, завзема конформација каков што е страното тело. И овие беле двете теории. Така, односно селективна и инструкциона. Така, значи селективна и Значи селективната беше дека имаме голем број на рецептори, инструкционата беше дека рецепторот се обликува зависно од, нели, страното тело. Иначе, ај малце да внесеме и друга терминологија, сите овие страни тела кои се внесуваат, кои можат да бидат врзани од рецептори, односно поточно од антитела, се наречени антигени. Океј, значи, супстанции кои се внесуваат во даден организам, кои можат да бидат врзани од страна на антителата, антибодис, нели рековме, дека АБ може да ги кажеме, да речеме, се наречени антигени. Сега, ова може да ви звучи конфузно, но со тек на време дали ќе сватите што се антигени, што се антитела. Значи, ова дека би било антиген во нивното разбирање. Нормално, те клетките не врзуваат антигени на овој начин, ќе видиме тоа понатаму, но за сега они тоа така го сметале. Или за да биде и сега поточно, ќе бележиме тука една Б клетка, каде што Б клетката на својата површина има всушност антитела. Ова сега не е толку битно да го знаете, али антителата, ако врзат нешто, во тој случај тоа што го врзале се нарекува антиген. Во ред, ова ќе ви стане појасно понатаму. Значи сега не е толку битно, едноставно само онака го спомнувам. И поентата е, постоеле овие две теории и со многу истражувања се заклучило дека всушност и двете се на некој начин грешни и дека точното е дека постои голема популација на клетки и секоја клетка има различен рецептор. Да речеме дека ова има црвен рецептор, ова дека има виолетов рецептор, ова дека има син рецептор. Вред, али не дека имаат повеќе рецептори и не дека се приспособуваат на антигенот. Него едноставно има голем број на клетки и сите имаат различен рецептор, али немаат повеќе видови. Во ред. Значи тоа бил некои си истражувања кои го потврдиле тоа.
Океј, се надам дека не ве збунив многу овдека при крајов. Не е толку битно, и оние овдека правеле грешки, така што што го објаснав некој си начин е грешно, така што не се задржувате многу на ова, едноставно објаснувам некој процес кој го имале на размислување тогаш. Ќе видите, ќе ви стане ова појасно понатаму. Во ред, тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео, во кое ќе направиме една аналогија на имуниот систем со армијата. Добро, довидување.